Почнете од почеток со Бони Сала. Еве што може да стори твојата молитва. Делотворната молитва на праведникот има голема сила. Јаков, 5 глава, 16 стих. Кога Чарлс Колсон сакал да започне служба во затвор, отишол кај началникот на одделот за затвори во САД, барајќи дозвола да оди во затворите и таму да ја проучува Библијата со затворениците. Началникот на затворот не се согласил, но рече дека ќе го има предвид тоа. Подоцна, сепак началникот случајно се нашол на служба во црква во калифорнискиот затвор и седна во задниот дел, каде што беше темно. Еден по еден мажите го кренаа својот глас во молитва. Закоравени криминалци за кои имаше многу малку надеж во животот, но тој во овие луѓе виде нешто за кое знаеше сигурно дека е Божјо дело. Одеднаш, еден затвореник застана на нозе и почна да се моли за него. Затвореникот немаше поим дека началникот е токму во таа просторија, но кога началникот на затворот слушна дека се споменува неговото име, му се стегна грлото. И токму таа молитва ги отвори вратите на федералните затвори за Чарлс Колсон да ја започне службата во затворите, менувајќи ги животите на затворениците со Божјата љубов. Никогаш не дозволувај си мисли на вина, дека не можеш да направиш многу, зашто се што може да направиш е да се молиш. Тоа е како да кажеш дека молитвата не е толку важна како поседувањето пари, влијание или способност. Молитвата е скапа. Таа покажува дека сме подготвени да ја тргнеме настрана нашата гордост, препознавајќи го Бог како наш извор, наместо сопствената сила, интелигенцијата и трудот. Исто така, да не се двоумиме, да молиме молитви поголеми од се што би можеле да се надеваме дека ќе постигнеме. Ние не можеме, но тој може. Да се молиме. Следевте еден момент на рефлексија од Бони Сала. Почнете од почеток со Бони Сала.